На 2 август 2020 година во скопски ресторан, момче и девојка од Велес прво разговарале за нивната врска, а потоа, доцна вечерта со автомобил тргнале кон родниот град, кога на автопатот Скопје Велес се случил настан, за чии последици жртвата неколку пати и јавно зборувала. Јас сум силувана девојка, претепана до смрт. Со топаници, со раци, со нозе, со се. Ме тепаше, па ме силуваше, па после пак ме доискрши. Жртвата прво пријавила тепање, а потоа и силување. Понизата искази, вештачења па и реконструкција на настанот, основното јавно обвинителство Велес во февруари годинава одлучи да ја запре постапката, бидејќи немало докази дека осомничениот сторил силување. Но целата истражна постапка и предистражна постапка е пропратена со многу недоследности. Жртвата има право да биде третирана со посебно внимание и грижа од страната на органите и субјектите кои што учествуваат во кривичната постапка. Вишото јавно обвинителство веќе ја одреди судбината на предметот. Хелсиншкиот комитет и Македонското здружение на млади правници се дел од невладините кои направија реконструкција, ама на постапувањето на органите на прогонот во овој случај. Имаат серија аргументи зошто предметот треба да се врати на повторно одлучување. Еден од нив е дека Моника од Велес за силувањето давала исказ пред полицаец од машки пол. Исказот не бил ниту видео, ниту тонски снимен, па она што го преживеала, морала одново да го прераскажува во неколку наврати во текот на постапката. Треба да се знае и да се напомени, да се апелира дека жртвата со секое одново давање на исказ, жртвата го преживува настанот. Сметаме дека треба изјавата на секоја жртва непосредно по случување на кривичното дело да биде документирана, односно да биде видео и тонски снимана, бидејќи тој исказ кој што го дава жртвата непосредно по сторување на кривично дело ги содржи сите елементи кои што може да бидат од клучно важење за натамошниот тек на постапката. А во постапката, покрај сослушувањата, врз Моника е направено и полиграфско тестирање, и тоа додека била под дејство на лекови. Полиграфското тестирање се спроведува за откривање на сторител на кривичното дело, меѓутоа во конкретниот случај жртвата е таа што се јавува како во својство на пријавител на кривично дело. Во Законот за полиција исто така се наведени и одредби во кои случаи не смее едно лице да биде подложно на полиграфско тестирање, а тоа една од причините е во случај кога самата жртва е на лекови за смирување. Истрагата не се задржала само на исказите. Дополнително, обвинителството како доказно средство обезбедило и психијатриско вештачење на Моника, кое според невладините не одговорило на тоа дали жртвата има последици од силувањето. Кулминација во постапката, велат од Хелсиншкиот комитет, е начинот на кој е спроведена реконструкцијата на случајот. Жртвата била присутна заедно со обвинетиот за време на реконструкцијата кој што ја извршувале актери од Драмски театар. Во истата кола во која што се случил и критичниот настан, а претходно повторно давала исказ пред вешто лице за да вештото лице може да се запознае со случајот кој што било најмено да ја изврши реконструкцијата. Значи двојна виктимизација, значи дополнително предизвикување трауми, значи дополнителна несигурност од системот дека жртвата како таква ќе добие соодветна заштита и ќе очекува правна разврска на она што и се случило и на траумата која што има претрпено и со силувањето и со телесните повреди кои што при самото кривично дело се случило. За Хелсиншкиот комитет несватливо е запирањето на истражната постапка со оглед на видливи и фотографирани телесни повреди на жртвата, нејзина крв на фармерките на осомничениот и други докази. Пораката што се испраќа со ваквата одлука е дека оној кој што се осмелил да ја бара правдата, оној кој што пријавил нешто што му се случило како ова кривично дело во конкретниот случај и кој што се поставил себе си во позиција како лицето МЈ да биде двојно виктимизирана, тројно виктимизирана и така натаму, да доживува повторно да ја доживува својата траума, дека за неа нема правда и дека за неа не може да се оствари она што го сакал, односно да биде кривично одговорен оној што го сторил делото спрема неа. Против одлуката на ОЈО Велес за запирање на постапката поднесена е жалба до повисоката инстанца, Вишото јавно обвинителство. Но Вишото обвинителство ја отфрлило жалбата и ја потврдило одлуката на обвинителството во Велес.
Обвинителството не ги коментираше наводите на граѓанските организации кои го мониторираат случајот, туку само повтори од истражната постапка е запрена поради немање докази за силување. Во однос на телесните повреди на Моника пак, од ОЈО Велес ја поучиле дека можеби има елементи на кривичното дело телесна повреда, за кое гонењето се презема по приватна тужба. Дури и да нема доволно докази за силување, преквалификацијата на делото треба да биде поинаква и сторителот да се гони по службена должност, сметаат невладините. Како организација сметаме дека требало да се води по како телесна повреда при вршење на семејно насилство, бидејќи станува збор за лица кои што меѓу себе имале блиски лични односи, а не станува збор за обична телесна повреда. Не само обвинителството, туку и органите на прогон целокупно во услови во случаи на вакви кривични дела, кога станува спор за жртви, да постапуваат со должно внимание, во насока на заштита на жртвата и секако да се воздржуваат од действија кои што значат двојна виктимизација.